Почитуван председател на владата Зоран Заев, почитуван вице-премиер во владата Љупчо Николовски, почитуван министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, директор на јавното претпријатие за државни патишта Еју Прустеми, заменик директор, почитувани градоначалници на општина Штип, Пробиштип и Карбинци, почитувана пратеничке, почитувани представници на медиумите. Владата континуирано работи на подобрување на патната инфраструктура низ целата држава. Вложуваме преку 1 милиарда евра со цел граѓаните да се возат по модерни, безбедни патишта насекаде. Овде во источниот регион изградивме нова, модерна и квалитетна патна мрежа. Речи си да нема патен правец кој што не е рехабилитиран и реконструиран. На наше заедничко задоволство денеска заедно со премиерот Зоран Заев, со вице-премиерот Николовски, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, директорот Рустеми, градоначалниците на Штип, Пробиштип и Карбинци сме тука на пуштање во употреба на рехабилитираниот патен правец од Крупиште до Пробиштип. Регионалниот патен правец Крупиште-Пробиштип е во должина од 18 километри, за што инвестиравме 3,4 милиони евра за неговата рехабилитација. Знам колку е значаен овој патен правец кон Пробиштип, Злетово и другите населени места, бидејќи со години и години наназад представуваше огромен проблем и главно барање на граѓаните од овој дел од државата. Овој пат сега не поврзува и со експресниот пат Штип-Кочани и представува една целина преку која граѓаните значително го намалуваат времето на патување до Скопје и до останатите градови низ државата. Како што веќе споменав, активно работиме во целиот источен регион, бидејќи досега и не се вложуваше во патната инфраструктура во овој дел од државата. Ја изградивме патната делница Миладиновци-Штип со автопатско решение. Ја изградивме првата фаза од експресниот пат од Штип до Крупиште, а до крајот на оваа година или почетокот на наредната година ја пуштаме во употреба и втората фаза од Крупиште до Кочани. Исто така ја пуштивме во употреба и првата фаза од експресниот пат Штип-Радовиш, а очекуваме во септември месец оваа година да се пушти во употреба и делницата од Бучим до Радовиш, а во делот од Три Чешми до Штип исто така ќе биде завршен наредната пролет во 2022 година. Во меѓувреме работиме на рехабилитација на уште неколку други регионални патни правци во источниот и во југоисточниот дел од државата. Наш врвен приоритет се безбедни и модерни патишта. Така возможуваме подобра комуникација за граѓаните и забрзан економски развој и раст на општините. Честитки за успешно завршената работа на компанијата Гранит, на граѓаните на општина Пробиштип, но и на Карбинци, Крупиште и сите останати населени места од регионот. Им честитам и им посакувам безбедно користење на овој нов патен правец. Ви благодарам.